Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги и пратеници, почитуван министър. За ВМРО-ДПМН најважна е безбедноста на државата и граѓаните. Токму затоа ВМРО-ДПМН како најголема политичка партија во Република Македонија со сите своји ресурси и капацитети се вклучи во реформата на безбедноста и разузнавачкиот сектор. Реформата во овој сектор е еден од клучните критериуми и приоритети на Европската Унија, но и како предуслов за довршување на процесот за интеграција во НАТО. Во собраниска процедура, изминатиот период, имавме два закони предложени од страна на владата. Тоа беа законите за трансформација на УБК во нова агенција за национална безбедност и законот за координација на безбедносно-разузнавачките заедници. Овие закони беа клучни за нашите евроинтегративни процеси и токму затоа ВМРО-ДПМН е во интерес на државата и нејзината иднина го даде својот придонес кон подобрување на овие два закони. Реформата на безбедносните и разузнавачките служби е од голема важност, бидејќи токму во минатото тие беа јадро на неколку големи политички кризи. Затоа не смееме да дозволиме истото да продолжи и да ни се повторува во иднина. Како држава која претендира да биде дел од НАТО и ЕУ, мораме овие служби да ги професионализираме, а за тоа потребни ни се квалитетни законски решенија. Изминатиот период представници на ВМРО-ДПМН во соработка со експерти од оваа област водеа преговори со владата за подобрување на законите за Агенцијата за национална безбедност и координација на безбедносно-разузнавачките заедница. При преговорите во предвид беа земени и експертските мислења на релевантните меѓународни стручни тела од областа. Резултатите од овие преговори се 50-тината договорени амандмани со цел да се подобрат законските решенија. Во Законот за Агенцијата за национална безбедност постигнати се подобрување во делот на заштита на човековите права, поголема контрола од страна на собранието, начин на избор на директор и заменик директор на Агенцијата за национална безбедност и воведување на категоријата судир на интереси во најширока можна смисла за сите кадровски решенија. Со измените кои што се направени, се предлага Собраниска комисија за надзор на работата на Агенцијата и Агенцијата за разузнавање да предлага разрешување на директорот на Агенцијата за национална безбедност, кога ќе се оцени дека не ја извршува соодветно својата работа. Со ова се зајакнува надзорната улога на Собраниската комисија. Од друга страна, комисијата исто така за прв пат добива увид во материјално-финансиското работење за Агенцијата за национална безбедност, како и во начинот на користење на средствата за така наречени посебни намени. До истата мора да се доставуваат годишна програма за работа, како и цел сет на мерки и активности кои ги презема Агенцијата за национална безбедност. Нешто што не беше пракса досега. Дополнително, раководителот на внатрешна контрола се именува само доколку за предлогот согласност даде надлежната Собраниска комисија, што исто така е големо подобрување во делот на заштита на човековите права и слободи. Точно се дефинира тајното собирање на податоци, како и односот кон личните податоци на лицата кои се следени, кои не смее да се чува подолго од 5 години. Нешто што исто така не беше пракса досега, кога истите се чуваа неограничено долго. Во законите јасно се предвидува и прецизира улогата на оперативно-техничката агенција, без која што не може да има следење на комуникациите од било кој вид. Во законот за прв пат се воведува полиграфско тестирање како услов за вработување во Агенцијата за национална безбедност. Истото може да се примени и во било кој дел од работниот ангажман. Во законот јасно се прецизира и начинот на превземање на сегашните вработени во УБК од УБК во новата Агенција за национална безбедност, како и што се случува со тие кои што нема да бидат превземени. Со ова законско решение, уште поважно, се предвидува да ниту еден вработен во постојната Управа за безбедност и контраразузнавање нема да остане без работа, без разлика дали ќе биде преземен во Агенцијата за национална безбедност или не. Дополнително,
се воведуваат јасни критериуми за безбедносна проверка, како и можност за повторна безбедносна проверка доколку кандидатот се сомнева во самата безбедносна проверка. Договорот помеѓу ВМРО ДПМН и владата предвидува и во најбрз рок да се пристапи кон изработка и усвојување на закони за собраниски надзорни тела, со што во надзорот на службите дополнително ќе се зголеми контролата од страна на собранието. Во следниот период, по барање на ВМРО ДПМН ќе се изработи и усвои закон за Совет за национална безбедност, што е за прв пат во историјата на државата да се усвои ваков закон за оваа значајна уставна институција, а ќе се работи и на нов закон за Агенцијата за разузнавање. ВМРО ДПМН се надева дека со овие измени во областа на безбедноста и разузнавачките служби ќе се стави крај на нивната злоупотреба и истите ќе се користат за безбедноста на државата и граѓаните. ВМРО ДПМН не само што активно учествуваше во подобрувањето и концепирањето на овие закони, ние во иднина будно ќе ја следиме и нивната имплементација, што е многу попотребно од самото донесување на овие законски решенија. Се надеваме дека со подобрувањето на овие закони, Република Македонија ќе биде чекор поблиску до Европската Унија и НАТО, ВМРО ДПМН без разлика дали е на власт или во опозиција, секогаш ќе работи во интерес на државата и на граѓаните без никакви политички калкулации. Ви благодарам.